Почитувани, добар ден. Секој ден се потврдува дека пречка за правдата во Македонија е токму Зоран Заев. Тој е човекот кој посакува уште една амнестија за сите криминали и рекети во оваа држава. Имаме премиер кој се плаши да му се испита потеклото на имотот. Тоа е така зашто Заев е нечесен човек. Нема друг пример на премиер кој создава подлога за амнестирање и се плаши да му се испита потеклото на имотот. Стравот е последица на тоа што имаме премиер до гуша заглавен во криминал и корупција. Фарсата со судењето во рекет покажува дека главата на октоподот е сместена во зградата на Илинденска. Имаме признание на очевидец дека судии, обвинители и една министерка од владата на Заев биле гости во домот на еден од обвинетите откако случајот излезе во јавноста. Сега и сосема јасна нервозата на власта, зашто први сакаат да ги прочешлаат и обезбедат доказите од аферата Кеш, за да ги покријат трговите кои одат до владата и нејзиниот прв човек. Почитувани, поминаа 2 дена и ВМРО ДПМН бара директни одговори од Зоран Заев, без заобиколување. Дали Заев се плаши и се противи на нашиот предлог да нема амнестија за политичари и политичари да не бидат амнестирани, затоа што тој самиот сака уште една амнестија, бидејќи е фатен во тешки криминали. Дали Заев не сака испитување на потекло на имот, кој ВМРО ДПМН го предлага, поради фактот што милионите на Заеви немаат оправдување за легалноста на кои се стекнати. И дали Заев со неприфаќањето на предлогот за истекнување на кандидат за мандатар и јавно признава дека ќе изгуби на изборите, па не сака да се откаже од пратеничкиот имунитет. Времето минува, а молкот на Заев потврдува дека имаме премиер што заговара амнестија, се плаши од испитување на потекло на имот и кој не се откажува од пратенички имунитет, зашто така мисли дека нема да одговара пред законите. Се потврдува дека Заев е лично засегнат и ја држи во криминално заложништво целата партија. Јавно го повикуваме, барем еднаш, отворено и честно да каже зошто не ги прифаќа барањата кои ВМРО ДПМН ги предлага. Ви благодарам.